Ви благодарам пред се на сите што дојдовте. Ова е заедничка декларација на Унија на ветерани на ВМРО-ДПМН и Патриотскиот институт на ВМРО-ДПМН Гоце Делчев. Значи, тргнувајќи од одредбите на Уставот на Република Македонија за сувереноста на државата и суверенитетот кој произлегува од граѓаните и им припаѓа на граѓаните, потенцирајќи ги темелните вредности на уставниот поредок на Македонија, како основните слободи и права на граѓаните, владењето на правата и еднаквоста на граѓаните, посочувајќи ја уставната преамбула и историските одлуки со кои граѓаните на Република Македонија ја конституираа Република Македонија, како држава во која се воспостави и зацврсти владењето на правото и ќе се гарантираат човековите права и граѓанските слободи. Унијата на ветерани на ВМРО-ДПМН и Патриотскиот институт на ВМРО-ДПМН Гоце Делчев донесоа Декларација за правда и слобода за политичките осуденици во Македонија. Констатирајќи дека јавно познатите политички обвиненија и лажните сведочења за настаните од 27 април 2017 година, на кои се темелат драконските и неправедни судски пресуди, изјавуваме дека борбата за правда и слобода за неправедно осудените ќе продолжи се до исправање на нанесените неправди. Од 1. Физичкото насилство, извршено од неорганизирани поединци, го осудуваме, но не на тероризам, бидејќи таков објективно и фактички немаше, за разлика од судско-обвинителскиот терор со злоупотреба на моќ и монтирани процеси кои очигледно за секој честен и објективен граѓанин на Македонија. 2. Осудените во овие политички процеси се жигосани без докази за делото за кое се осудени, со цел да се сее страв меѓу граѓаните и да се остваруваат политички цели, а не правда и правдина. Подсетуваме дека луѓето кои физички го овозможија влезот во собранието на 27 април 2017 година се на слобода, истргувана на познат начин, а креаторите на пеколните планови се далеко од познати. 3. Го потенцираме ставот на бројни и врвни независни еминентни правници во Македонија, но и надвор од неа, на реномирани универзитети и државни институции во земјата, на ЕУ и пошироко, кои на специфичен начин ги коментирале правниот настан и дури и носеле одлуки во врска со истиот, квалификувајќи го како политички, а не како правен процес. Истовремено, и најголемите светски демократи во слични и полоши околности од оние на 27 април 2017 во Македонија не настапувале со политички конструкти, како тероризам, туку својот суд го мереле единствено на фактички докази и на фер и темелни неселективна судска постапка. 4. Ги повикуваме последните инстанции во Македонија кои можат да донесат правична одлука, да го следат правото и да ги поништат осудителните одлуки на судовите во прв и втор степен, базирани на политички обвинителен акт и врз лажни искази и сведочења без никакви суштински и вистински докази за непостоечки тероризам. 5. Декларацијата ќе се достави до председателот на Република Македонија, председателот на владата на Република Македонија, председателот на Собранието на Република Македонија и представниците на меѓународната заедница. Образложение: настаните на 27 април, пред и по отварањето на вратите на Собранието, го променија текот по кој се движи македонската држава. Преминувањето на политичка сила и судски обвинителски терор преку еклатантни монтирани процеси, подигрување со правото и уништување на човечки судбини, подпомогнато од хајките на медиумските лакеи, кои произведуваа и бркаа вештерки, оставија трајна дамка врз организираноста на државата многу поголема од физичкото насилство кое никој не го поддржува. Општеството има потреба од помирување и објективно согледување на настаните. Македонија мора реално да расчисти со случувањето на 27 април 2017 година за никогаш да не се повторат. Истото е можно единствено преку спроведување на вистинска правда, а не политички нарачки, кај обвинители и суди кои слугуваат на власта, а не на граѓаните и интересите на државата. Ова декларација има за цел да биде гласот на секој објективен и честен граѓанин на Република Македонија, кој не трпи неправди, кој ја сака својата држава и се бори секојдневно за почит на незиното минато, подобра сегашност и перспектива во иднина. Да живее Република Македонија. Што очекувате?
споменавте во вашето обраќање дека ќе испратите декларацијата, што очекувате истото да предизвика? Како и секогаш кога се спомнува 27 април, очекуваме дека оние повикани кои што се во даденава ситуација Врховниот суд, како последна и највисока судска инстанца во Република Македонија, да ги поништи прво и второстепените пресуди и да го врати судењето на почеток. Многу пати сме потенцирале дека уставобранителите, патриотите не сакаат милостиња, не сакаат аболиција од председателот на Републиката, туку сакаат фер и правично судење. Господине Пандов, која е пораката што ја праќате како ВМРО ДПМН кон јавноста? Пред некој ден изјавите дека Груевски не е криминалец на телевизија. Вчера излезе информација дека градоначалничката ќе го враќа ќосето пред судот. Денеска вие сега стоите тука ги штитите оние што влегоа во собрание да убиваат и да тепаат. Која е пораката што ја праќате до јавноста, дека вие се гордеете со тоа ваше владење, дека ако се вратите на власт пак така ќе владеете? Не, погрешно си разбрал, како многу пати досега кога има испаратена порака од ВМРО, ти погрешно ја разбираш. Пораката е дека ние сакаме фер и правично судење. Ние велиме дека патриотизмот не е тероризам. Ако ја сакаш државата, ако си ја сакаш Република Македонија, тоа не значи дека ти си терорист. Овие луѓе беа и се уште политички осуденици, луѓе кои што веќе 5-та година се во затвор, имало физичко насилство и тоа еве и во декларацијата претпоставувам ја слушна, неколку пати го осудуваме. Но и да имало, и ако го имало веќе тоа физичко насилство, тоа повторно ќе речам не е тероризам и тие луѓе не можат по 15 и 18 години да бидат осудени. Ние сме партија која што сакаме да има право и правдина во државата, а не коруптивно суштво кое што еве минатата недела Freedom House го оцени со најлоши оценки и како земја која што е хибриден режим. Не сакаме како ВМРО ДПМН, граѓаните на Република Македонија претпоставувам исто така не сакаат да живеат во коруптивна држава која што има партиско судство и обвинителство.